Македонската православна црква и Федерацијата на планинарски спортови бијат битка за сопственоста на планинарскиот дом на Матка. Црквата најавува дека се подготвува со извршител да си го преземе објектот, а Федерацијата пак истовремено ја комплетира тужбата со која на суд ќе се обиде да се избори за сопственоста на домот. И едните и другите велат дека имаат ексклузивно право на домот, а реално објектот во целост сега го користи приватник со ресторан и хотел и за тоа плаќа месечен надомест од 1000 евра. Парите по пола ги делат спелеолошкото друштво Пеони и Федерацијата на планинарски спортови. Тие се само дел од Гордиевиот јазол во кој е врзан домот и целиот кањон Матка, каде што се испреплетени и МПЦ, град Скопје, катастарот, јавното предпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје Јасен, Министерствата за животна средина и за култура, како и судовите во кои од 2012 година се водат постапки за утврдување на сопственоста. По 6 годишен лавиринт низ судовите и институциите, Федерацијата на планинарски спортови одлучи јавно да проговори за проблемот со планинарскиот дом на Матка. Ја обвини црквата дека по 7 децении користење на домот сака насилно да им го земе, запишувајќи го како свој имот во катастарот во сомнителна постапка. За обвинувањата Федерацијата покажа и низа документи кои биле основа и за судските постапки. Тие се обидуваат да докажат дека домот, имот на државата, треба да им припадне нив, а не на црквата, која веќе има извадено имотен лист со право на собственост. Федерацијата од 2012 година до денес решение на проблемот барала на Управниот суд, во Основниот суд Скопје 2, во Апелациониот суд, од Државниот правобранител, но секаде ја изгубиле битката и не успеале да се изборат за собственоста. Во 2013 година тужба против Федерацијата, Пеони и приватникот кој го користи домот поднела МПЦ. Судскиот процес во 2017 година резултирал со налог за извршување со кој им се наложува да го испразнат објектот и да го предадат на МПЦ. Федерацијата има бројни забелешки и сомневања за можни злоупотреби во целиот процес, па затоа собственоста ќе ја бара низ нова судска постапка која е веќе иницирана. Поделени мислења околу тоа кој треба да го добие домот имаат и сите кои имаат допирни точки со домот и со Матка. Територијално тој припаѓа под управување на Јасен. Михаил Малахов, поранешен директор на Јасен, кој близу една деценија бил сведок на сите случувања, вели дека без двоумење домот треба да го добијат планинарите и спортистите кои, според него, сега имаат најмалку пристап таму. Тој планинарски дом, према моите сознание и читање од литературата, е изграден како полициска станица. Полициска станица била во служба на заштита и обезбедување на хидроцентралата која е изградена 1938 година, е пуштена практички во употреба. По исполнувањето на својата функција, односно изградбата на повеќе објекти и викенд населба тама околу Матка, полицијата се собира долу, а овој дом е оставен и од тогорашниот Сојузнен Совет на Република Македонија, е даден на користење на спортисти, односно во тоа време Сојуз на планинари. Сојузот на планинари одлучил за домот да се грижи спелеолошкото друштво Пеони, кое стопанисувало со него се до моментот кога Федерацијата на планинарски спортови, каде што членува и друштвото, одлучила да се прошири дејноста и со хотелиерство. За тоа било неопходно да се реновира целиот објект. Иван Жежовски, председател на Пеони, вели дека нивното друштво успеало со сопствени средства да го смени покривот, да вароса, да го одржува објектот, но немале пари да изградат бања во секоја соба, па затоа Федерацијата го дала под наем на приватна фирма која и денес стопанисува со него. Жежовски вели дека 500 евра кои како наем ги добиваат од приватникот се единствениот извор на средства од кои се финансира друштвото. Ако ги немаат, нема да постојат. Тој сведочи дека црквата нема право на домот.
За планинарскиот дом Матка нема некоја документација за сурово да се одлучи чие. Црквата нема цигла ставено во домот. Може би земјиштето го добиле на некаков начин, но немаат никаква инвестиција во него. За да се реши проблемот, треба да има широчина од сите страни. Црквата треба да има предвид дека пред да се отвори домот, тука немаше луѓе. Го отворивме домот, ги донесовме луѓето. Претходно во Свети Андрија се влегуваше само со најава. Сега црквата е отворена секој ден. Скопскиот катастар потврди дека документацијата за собственоста на домот е оскудна. Прв пат како објект бил заведен во катастар во 1961 година, но не како планинарски дом, како што се користел, туку како верски објект на вакавски имот на манастирот Свети Андрија. Потоа следувале низ измени со кои црквата од објект без право на собственост го заведуваат како објект со право на собственост на Свети Андрија во 2010 година. А потоа од собствеништво се брише Свети Андрија и планинарскиот дом се завидува како собственост на Македонска православна црква Охридска архиепископија. Во бројните измени се менува и квадратурата на домот, се зголемува па се намалува, факти поради кои Федерацијата се сомнева во податоците и нагласува дека уште при првиот упис на домот во катастар во 1961 година е направена грешка што се провлекува до денес. Гордана Јанакиевска пак, туристичка работничка, половина век посветена на Матка и поранешен председател на спелеолошкото друштво Пеони, смета дека црквата треба да го има главниот збор за се што е на Матка. Јас мислам дека целото подрачје треба да биде под заштита на црквата, бидејќи тоа е на Мала Света Гора. Таму нема освен Свети Андрија, имате уште десетина цркви кои се во одлична состојба, кои не се, тука е Марковиот град, тука се целиот тој кањон кој е природна реткост од тропски периоди, навистина е уникатна во европските рамки и заслужува да тој дел биде заштитен. Своевремено од кога е направен Свети Андрија, тоа е во 14 век, било собственост на црквата и тоа многу добро сите го знаат. Јанакиевска нагласува дека над зидовите од црквата стои запишано од Андреа дека црквата, лозијата и сите имоти околу ги остава на црквата. Нејзиниот став се поклопува со ставот на МПЦ. Митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија Тимотеј смета дека околу собственоста воопшто не треба да се расправа. По логика на нештата безпредметно е да зборуваме за собственост на имот онаму каде што има манастир од 14 век. Сега се појавил некој што го користел извесен период и посегнува по собственоста. Самата црква е показател на собственоста. Тоа е исто како сега Охридско лето, затоа што го користи просторот кај Света Софија во Охрид. Да рече дека земјиштето е нивно, само затоа што со години го ползуваат. Владиката Тимотеј посочува дека најупатени за целата проблематика се во Скопската епархија. Од нив добивме само кус коментар дека секој момент очекуваат извршителите да влезат во домот и да го иселат за купецот. Во меѓувреме на барање на Федерацијата истрага отвори и управата за финансиска полиција. Оттаму велат дека постапуваат по пријавата и ги прибираат потребните податоци за да утврдат дали и каде има отстапки од утврдените постапки. Изолирано од судските постапки и пребивање меѓу МПЦ и Федерацијата, на Матка, во објектот на некогашниот планинарски дом, секојдневно гости пречекува ресторанот и хотел Кањон Матка. Планинарите можат да престојуваат во него, но не бесплатно, туку по привилегирана цена со одобрение од Федерацијата. Вака поставените работи, според Малахов, може да покажат и добри резултати, но тој смета дека е неопходно Матка да почне да се почитува како споменик на културата, а законите точно припишуваат што може, а што не може да се прави во еден таков споменик. Дека е неопходно Матка, па од тука и планинарскиот дом, да се стават во правна рамка, смета и Јанакиевска. Таа на претходниот градоначалник на Скопје Коце Трајановски му предложи да формира јавно предпријатие кое што ќе стопанисува со Матка. На тој начин ќе има некој што константно ќе се грижи и ќе го одржува кањонот, но сите обиди завршиле со молк од другата страна. Истиот план го изложила и кај сите други засегнати институции, но на сите им било комплицирано да почнат да го решаваат проблемот со Матка.
Таа алармира дека сегашната негрижа за кањонот може да доведе до неповратно губење на ендемските видови. Ако ќе ги видам оние петуни посадени во ресторанот, а на 5 метра од нив е Рамонта Наталија, која е единствено тука ја има и никаде на друго место, една темјанушка од тропски период на која ќе дојдат научници и се клањаат, буквално бидејќи ја знаат само како препарирана во учебници и слики, ја гледаат тука во живо во огромни количини и прашање на време дали ќе стане некоја мутација на нештата тука и никого за тоа не му е грижа, навистина е болно. Има забелешки и за начинот на кој сега се прават посети на пештерата Врела. Град Скопје во времето на Гоце Трајановски дал одобрение на фирма која со чамци ги превезува посетителите и наплаќа за услугата. Сега е во ничии раце, со нив стопанисуваат оние што ги возат чамците, едноставно тие ја диктираат целата таа посета и можност да го посетите тоа, бидејќи само со нив можете да отидете таму, кај нив е клучот, и тие може да ве однесат таму, иако законски има дека тоа мора да го прави само спелешки водич. Од град Скопје и по смената на власта го имаат истиот одговор во врска со проблемите на матка. Чекаат ревалоризација од страна на Министерството за животна средина. По изработката на елаборатот, точно ќе се определело од каков степен на заштита ќе биде целиот кањон и во чија надлежност ќе припадне заштитата на природата.